Почитувани советници, сограѓани, драги карпошани, денес не зборуваме за победи, зборуваме за доверба, довербата што ни ја дадоа граѓаните на Карпош. Тоа не е само резултат на избори, тоа е порака дека се потребни промени. Ред, сигурност и живот со вистински вредности. Сакам на самиот почеток да истакнам нешто. Секој човек кој го посветил својот живот на оваа општина заслужува збор на благодарност. И покрај разликите, човечки и професионални, ред е да кажам благодарам. Благодарам за се што било направено добро, за секој проект што и денес им служи на нашите граѓани. Сега започнува едно ново време. Време на одговорност, на почит, на работа. Верувам дека вистинското лидерство не е во тоа да победиш, туку да создадеш средина во која сите ќе победуваме. Конститутивната седница на Советот на општина Карпош представува момент на достоинствен почеток. Време кога без разлика на нашите политички идеологии, сите заедно ја преземаме одговорноста да работиме за доброто на нашите граѓани. Дозволете ми најнапред да ви честитам на сите избрани советници и да ви ветам дека мојата рака како градоначалник ќе биде секогаш подадена за соработка. Вашиот избор е признание од граѓаните, доверба од нашите сограѓани, но пред се обврска која ќе исполнувате секојдневно преку честна, отворена, одговорна и континуирана работа. Советот е срцето на локалната демократија. Тука се носат одлуките што го засегаат животот на луѓето во нашата општина. Почитувани, ова не е само формалност, оваа конститутивна седница е почеток на нов период на работа и соработка за напредок за сите граѓани на општина Карпош. Верувам и ветувам дека заедно низ диалог и почит ќе изградиме општина која се развива рамномерно со современа инфраструктура, чиста животна средина, поддршка за образованието, културата, спортот и социјалната заштита. Нашата заедничка цел мора да биде едноставна, но голема. Карпош да биде општина по мерка на човекот. Место каде граѓаните живеат достоинствено, каде институциите се отворени и каде гласот на секој жител се слуша и се почитува. Јас, Сотир Лукровски, градоначалник на општина Карпош, денес, на 13 ноември, денот на ослободувањето на нашето сакано Скопје, од срцето на општина Карпош, не само како ваш градоначалник, туку и како ваш сограѓанин, сосед, пријател и пред се верен соработник, убеден сум дека со континуирана работа, со честност и истрајност, сите заедно ќе ја градиме иднината на Карпош, која ќе биде општина за пример. Време е да ја претвориме довербата во резултати, зборовите во дела, а плановите во реалност. Ќе работиме со срце, со разум и со истрајност, за чист, зелен и модерен Карпош, со кој сите ќе се гордееме. Ова е сега нашето време, време на почит, единство и работа. Уште еднаш од се срце ви благодарам на сите и посакувам да сте ми живи и здрави и да ни напредува Карпош. Ви благодарам. Почитуван градоначалник на општина Карпош, господин Сотир Лукровски, почитувани советници на Советот на општина Карпош, почитувани вработени во стручните служби на општина Карпош, почитуван досегашен председател на Совет на општина Карпош, господин Бранко Ристов, почитувани представници на медиумите, почитувани гости, драги карпошани. Би сакал на почеток да ви се заблагодарам на вас, советниците, што ме поддржавте и избравте да го водам Советот на општина Карпош наредните 4 години. Да се заблагодарам на градоначалникот на општина Карпош, господинот Сотир Лукровски, за несебичната поддршка што ми ја даде да бидам председател на Советот на општина Карпош. Се заблагодарувам и на мојата партија ВМРО-ДПМН, пред се да бидам избран за советник во наредниот период, но и да го водам овој совет. Ми представува огромна чест, но и ова го доживувам како голема обврска и поттик да работиме сите заедно, честно, посветено, транспарентно и одговорно, само во интерес на жителите на Карпош. Ќе се залагам Советот да биде отворен и достапен, место каде ќе биде слушнат гласот на граѓаните.
место каде одлуките ќе се носат во интерес на сите, без поделби и без лични интереси. Искрено верувам дека со взаемна почит и соработка сите заедно можеме да изградиме општина со силни вредности, стабилни институции и јасна визија за единината на сите граѓани на нашата општина. Во периодот кој што следува, силно ќе се залагам за сите проекти, предлози и идеи што ги ветивме за Карпош и Карпошани. Да бидеме совет што обединува, а не дели. Совет што создава, а не критикува. Совет што ќе работи со голема енергија и мудрост. Мојата цел е овој совет да биде символ и пример на одговорни одлуки. Подавам рака на сите вас, ќе бидам достапен за сите вас во секое време. За крај, да им се заблагодарам на сите граѓани на општина Карпош за поддршката на локалните избори. Ветувам дека нема да ги разочарам. На сите вас, советниците, ви честитам за изборот и да посакам плодна и успешна работа во Советот на општина Карпош. Ви благодарам.